Добре дојдовте во најновото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. Како и секогаш, така и оваа недела се потрудивме околу денешниот избор на содржини, а што поточно ќе гледате, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок ве учиме да се заштитите од сонцето, како да го подмладите вашиот лик и кожа, и ве носиме на уште една извонредна дестинација. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Секој од нас посакува да се пофали со убава и негувана кожа и совршен изглед. Но оваа тема нешто повеќе зборувавме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Погледнете што велат тие. Во моментот кога ќе приметите промени на своето лице, кожата повеќе не е толку еластична како некогаш, тенот го губи својот сјај, а фините линии и брчките стануваат се повидливи. Тогаш е време за анти-ейдж третмани. И досега многу пати сме зборувале на оваа тема. А овој пат ќе дадеме осврт на оваа тема од аспект на биоинформатиката. Ги имаме нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика, кои подетално ќе дадат одговори на сите наши прашања на оваа тема. Прво, да објасниме, не работиме само нели со болни луѓе, првенствено оваа наука или овој пристап или овој, како да кажеме, регенеративен процес е пред се наменет за одржување на квалитет на здравје, унапредување на здравјето и финално нели кога веќе човекот ќе го изгуби здравјето да може да се врати назад, односно се излекува. Сега ова за кое што денеска нели се договоривме да разговараме или е прашање нели како анти-ейдж што го нарекуваме или процес на подмладување, ревитализација или регенерација е нешто што е во основа многу интересно за тие кои што немаат конкретно здравствени проблеми. Тања може да објасни можеби малце подобро од мене на таа тема што све нели потфаќа и што све нели е тој така наречен третман. Видете, да се биде млад подразбира повеќе работи во едно. Значи да имате преубава, затегната кожа, немаме бори, значи нема појава на целулит. Значи исто и дека имаме многу повеќе сила, енергија, значи многу подобро ментално здравје, поголема издржливост. Во суштина да се биде млад, секој од нас нели сака што може подолго во животот да го задржи тоа. Тоа значи и подолг живот, поквалитетен живот. Ментална состојба. И ментална состојба, физичка, здрави, регенерирани органи, човек кој живее без болести. Знаеме дека на 20 години нели многу повеќе можеме да издржиме, многу повеќе знаеме како да се справиме со сите предизвици, да се дружиме, значи како поминува времето, всушност стануваме како што стануваме многу по-мудри, стануваме и малку по-изолирани од луѓето, стануваме физички по-спори, не толку физички активни, ме сваќате. Ние што всушност свативме, како можеме да го покренеме тој процес? Сите клетки и сите органи си имаат своја меморија. Таа меморија што значи? Од моментот на нашето раѓање се што ни се има случајно, секоја функција во секој ден, во секој момент останува измеморирана во самиот програм на секоја клетка. Поточно тоа би било во хардверот, запишано некаде во хардверот. Ако направиме регенерација, меѓутоа ако се повикаме на регенерација на таа и да се врати таа функција на клетката како кога ние сме биле на наши 20 години, затоа што сепак ние немаме 20 години, самата регенерација е малку поинаква. Буквално се постигнува подмладување. Со текот на работата увидовме дека кога се лекува или излекува некоја заболување или некоја состојба, како нус појава се појавува подмладување. Така во основа и додевме до оваа идеја. Инаку од 150 до 300 години е генерално зависност од кој тип, затоа што ние не сме само една раса, него сме околу 52-3 типа на хуманоиди овдека на планетава. Значи зависност од кој тип на ДНК, конкретно нели, тој код нели од кој што ние настануваме физичкото нели тело збориме, има запис 150 до 300 години живот. Зашто ние да доживуваме толку, тоа е малце поопширна тема, ама сега малце еден дел нели ќе го начнеме овде. Чисто дополна сакав да кажам на тоа Тања што прво да го објасни. Видете, ние сега не велиме дека стигнавме до крајниот резултат да живееме барем 300 години, меѓутоа се стремиме кон што подолг живот и поквалитетен живот. Значи замислете колку би било убаво да станете наутро и да сте полни со желба, староста не е само брчки на лицето или
колаген на кожата и така натака, да, тоа се знаци, затоа спомнав, да. Ментална емоционална состојба како игра улога. Ние сме сретнале луѓе на 80, 90 и 90 и плюс години кои што искачуваат вровови, кои што трчаат маратони, ултрамаратони. Значи тоа не е показател нели годините за староста. Сакавме малце да објасниме оваа тема антиеж дека не е помладување, брчки или затегнување на кожа. И тоа, морам да кажам дека едната страна е и тоа, затоа што на секој се чувствува поубаво кога ќе стане наутро и ќе се види пред огледало дека борите му се намалуваат и лицето нели веќе се затегнува и се подсеќаш и личиш на она што си бил пред 10 години. И тоа, и ние тоа имаме и посебна апаратура со која што тоа го мериме, значи имаме посебна апаратура за мерење на функцијата на кожа на лице, значи длабочина на бори, сувост, квалитет на кожа. Тоа ни помага да ние увидиме и да направиме персонализирана терапија за секој пациент, конкретно за анти-ејдж програмата, конкретно за кожата, ако веќе зборуваме за неа. Меѓутоа, идеално е кога делуваме и на регенерација и подмладување на целото тело, на сите органи и на таа ментална и емотивна состојба. Значи, старењето не се гледа само преку кожата, односно преку изгледот на кожата на лицето или на дланките или на лактите, него станува збор за малце поопфатен третман, каде што се подобрува ментална, емоционална состојба, која што таа е директно поврзана со тој така наречен процес на старење. Или самата идеја губат луѓето и почнуваат на тој начин да деградираат. Потоа може да се каже најважниот дел е во основа подобрување на функција на органи и подмладување соодветно нели на сите системи во телото. А финално тоа нели се гледа и како нели затегната кожа, посвежо лице, нели бори или како нели што друго све опфаќа. Да, кожата е најголемиот орган на телото и знае да рефлектира состојба на можеби највеќе знае да покаже каква е состојбата на внатрешните органи. Затоа и годините се гледаат првично на кожа или доколку некој има проблем, нели го гледаме човекот дека е истоштен, измерен, едноставно се ни се гледа на лицето. Значи анти-ејдж програмата што ја имаме како посебна програма на која што посветивме доста време и внимание и работа и труд, сушност е наменета за било кој човек после 30 на години кој што сака да си го одржи своето здравје, да го успори старењето или веќе ако има било какви симптоми и знаци како последица на тоа старење или на возраста или на годините, да може да се коригираат тие симптоми кои што веќе се појавиле, да биде многу повитален, многу поведар, многу подруштвен, се менува социјалниот момент, се менува желбата за луѓе, за дружење, се менува самата толеранција, се менува. Знаете, кога сме млади, светот е наш, едва и чекаме да излеземе надвор и да доживееме што повеќе работи. Како поминува времето, се наоѓаме како презаситени од сето тоа и желбата за многу работи се намалува. Во овој случај воедно е тоа процесот нели на старење. Во овој случај сето тоа се враќа и како да кажам се враќа и либидото, реално што е денешен исто многу голем проблем. Со самиот процес на старење и со самиот процес на ослабување на циркулација и микроциркулација со годините. Либидото не е толку поврзано денес и со возраста, односно зборам со подоцнежната или поголемата возраст од 40 плюс. Има многу девојки и момци кои што од 20-та нагоре веќе имаат проблем на таа тема. Затоа е тука исто директно поврзано не толку органска функција, него одредени навики и ментална и емоционална состојба. Значи тоа е во делот нели на така наречената анти-ејдж или процес на ревитализација. Да. Мислам, таа е интересна тема што може ќе треба да отвориме да поразговараме. Мислам, табу тема, ама присутна тема. Значи не станува збор за функција на одреден орган, него станува збор за комплетно за идеја, нели, кога некој се нервира 3 месеци, добива гастрит, кога некој се нервира 3 години, добива чир на желудникот. Давам еден прост пример. Кога некој живее во одредена ментална состојба, он дава рефлексија или врши рефлексија на функција на одреден орган. Така да и овој проблем што го начнавме сега, така наречен либидо, е во основа поврзан и со таа ментална емоционална состојба. Колективна, да речеме. Не е само тој индивидуален проблем. Што би било нашата препорака? Најдобро е да што порано или штом забележите дека веќе не сте тој што сте биле и на ваши 20 или 25 години или еве до 30 максимум да речеме, сепак тоа значи дека не значи дека е прифатливо поради возраста. Сето тоа е менливо. Може да се промени, може да функционирате многу подобро. Може да функционираат сите како... За сите самосвесни луѓе станува збор.
Ако некој спортува, пешачи, вози точак, трча или се храни, гледа да се храни што е можно подобро или прима суплементи некакви, ова е баш за таков профил на луѓе. Нели, кои што сакаат да си го одржат, унапредат, нели, и задржат здравието. Ова е период кога времето на вистина станува многу топло и сончевите зраци се многу силни, па затоа е потребна соодветна заштита на вашата кожа од сонцето. А дали правилно и како правилно се користат факторите за заштита од сонцето, ви откриваме во следните неколку минути. Несомнено, сонцето внесува многу живост и енергија во секој наш ден, но сончевите зраци знаат да бидат и непријатели на кожата. За правилна и целосна заштита на кожата во лето, важно е да изберете соодветен крем со UV заштита и да ги познавате својствата на кожата и незината чувствителност на сонце. На оваа тема, ние денес дискутиравме со нашите стручни соработници од Dermaplus. Во продолжение, зборуваме за кремите со заштитен фактор, а пред се откриваме како правилно се користат. Одговорот го има доктор Тихомир Цветковиќ од ординација Dermaplus. Постои еден момент кој што е, да речеме, една норматива која што треба да се запази, затоа што луѓе мислат стави еднаш кај SPF, терај го цел ден. ПСК супер, цел ден не, за жал не. Бројките на SPF-от не се исто така минутажа и тоа е исто многу битно да се напомене, пошто сум слушал и такви некои да речеме погрешни информации кои што кружат дека ако е ПСК фактор држал 50 минути, не мора да значи, затоа што зависи од надворешни фактори, зависи дали сме во вода, не сме, дали се потиме, не се потиме, нанесување на SPF крема зимно и летно време апсолутно не е исто. Значи постојат некои правила кои што ние се трудиме преку нашите прегледи и при нашите прегледи уствари да го едуцираме пациентот за правилното користење на SPF. Генерално треба да се нанесе секогаш во тенок слој и да се реаплицира после секои 45 минути, максимум 1 час. Ако во тие 45 минути имаме нели мокрење на кожата или потење или што и да е, дури порано треба да се нанесе. Што значи дека тој SPF фактор, независно која фирма е и кој бренд и што и да е, они сака да пишува дека нели трае подолго време, не се одмива, тоа е делумно точно и не би требало секогаш на тоа уво да се спие, па дури и порано да се нанесот вообичаеното SPF фактор апсолутно нема никаква контраиндикација за кожата. Исто така и тие разговори дека заштитниот фактор бил токсичен, бил ваков, бил таков, тоа тие работи јас до сега немам сретната во пракса никој да настрада, затоа топло препорачувам да се следат овие смирници, да се нанесува SPF фактор и да се има една рутина, особено во летниот период, што за нели нас, што и за нашите немали. Може би досега и не сте знаеле, но постојат повеќе типови на заштитен фактор. Ги открива доктор Тихомир Цветковиќ во продолжение. Генерално, кога ќе се каже на SPF фактор, се мисли на варијантите, значи крема, спреј, балзам и така натаму. Тоа е помалку битната варијанта, тоа се само форми кои што ни улеснуваат апликација или не. Меѓутоа генерално ги делиме заштитните фактори на ние како лекари на хемиски и на физички SPF фактори. Хемиските SPF фактори самото име само објаснувачко, значи преку процес на хемиски супстанции, односно не процес, туку преку нанесување на хемиски супстанции, ние овозможуваме хемиска бариера помеѓу UV зрачењето, UV-ато, UV-бето и нашата кожа. За генерално за дечињата и за помалите возрасти или за оние луѓе кои што имаат некаков проблем генерален со кожата, се препорачуваат минерални филтри кои што се физичка бариера. И тие лесно ќе ги распознаеме затоа што доста белат, нели, кожата, често пати тоа слушаме, леле не го користам тој фактор, ме белее многу. Тоа може би не е лошо, особено ако имате проблем со осетлива кожа или со чести контактни дерматити или со алергии некакви. Така да многу е битно за секоја ситуација и за секој човек да се одбере соодветен заштитен фактор. Повторно, ние како дерматолози го имаме приматот во едукација на населението и нашите пациенти секогаш треба да се чувствуваат слободни да не прашаат дали направиле добар избор со таа крема или дали тој фактор е доволен и така натаму. Ако се навратиме во детството, сигурно ќе се сетиме дека уште од најмала возраст трчавме по плажата, намачкани со дебел слој заштитна крема за сончење. Прашањето е сега, од која возраст се почнува со овие креми? Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Dermaplus во продолжение.
Генерално, пак ја кажам, стигнавме во време каде што технологијата го достигне на високо ниво, така да веќе имаме и SPF фактори за најмалите. Што значи бебиња има фактори за бебиња кои што не се токсични, кои што се генерално со минерални филтри, значи со физичка бариера, никако, апсолутно никако не му штетат на бебето, а се препорачуваат само во инстанции каде што ете бебето ќе биде однесено на плажа, на море, на планина или нешто така во летниот период, каде што ќе имаме директна изложеност на сонце. Меѓутоа, доколку правиме муабет за секојдневна употреба и за се, па можеби не е лошо. Малку сонце не е на одмет за да се научи кожата, за да се наштелува тој негов имунитет кој што е директно зависен од сонце, така да веќе и нема некои ограничувања. Нормално веќе од тодлерската возраст, да речеме од рана детска возраст па преку адолесценција натаму, веќе нема изговор. Затоа што има една математика, вика дека колку порано се штитиме од сонце, толку таа ќе ни биде поблагодарна во доснешните години, а и впрочем ние кога правиме евалуација за еден пациент дали од ризик за меланом или не, едно од прашањата е колку и како сме гореле во детската возраст, што значи тоа е многу битен фактор. Апелирам до родителите, денеска имаме достапни еден куп препарати за сечи џеб и јас стварно не гледам зошто некој не би користел и нормално, како што испомнавме малце пред некоја минута, дека тоа треба да соодветно аплицирано и по фреквенција, но и по тип. А за сите вас кои се уште не сте одлучиле каде ќе патувате ова лето, тогаш нашата денешна предлог дестинација сигурни сме дека е одлична идеја за тоа. Каде ве водиме овој пат, дознавате од кратката видеопрошетка која следува токму сега. Борнео. Самото име е некако топло, питомо и тивко, како името на океанот во кој се наоѓа. Малото момче, попознато како Ел Нињо, му обезбедува топло време и го фаворизира процесот на богата вегетација, која се состои од дури 15.000 растителни видови и која крие дури 222 видови на цицачи, од кои 44 се карактеристични само за Борнео. Кога ќе стигнете во главниот град на Малезија, модерна Куала Лумпур, брзо ќе сватите зошто се нарекува Њујорк на Азија. Бројните пасијанс, модерни патишта и автопати чија должина е поголема од обемот на планетата Земја и преполните улици укажуваат на тоа дека Малезија е најбрзо растечка економија во Југоисточна Азија. Меѓутоа, ако го погледнете целиот овој модерен живот, во никој случај не добивате впечаток дека за само 2 часа лет ќе се најдете во најстарата џунгла на светот, каде што величествено ќе ве пречекаат борнеанските орангутани, малото сонце, мечки, бројни птици и инсекти, ракови, алигатори, џиновски цвеќиња и највисокото живо тропско дрво. Целиот тој поглед остава без див ако се земе во предвид дека сето ова вообичаено го гледаме само на филмовите. Борнео, најстарата џунгла на планетата. Самата помисла да се биде во џунглата веќе создава необично чувство на среќа и страв, кои се менуваат наизменично. Дури и за авантуристите кои патуваат под слоганот невообичаени патувања, што веднаш го оправдува ова навистина необично место. Сепак, дарежливите, гостопримливи и мирни луѓе уверуваат дека животот во џунглата е поскротлив отколку што очекуваме. Па дури и приказната за ловци на распродажби, опасните пирати рибарите склони кон племенски и територијална експанзија, славните ибани ќе не натераат да ја засакаме и да посакаме да бидеме дел од племето и да ги почувствуваме сите привлечности на животот во џунглата стара 130 милиони години. Создавањето на почвата на која почива оваа џунгла е далеку од нас дури 252 милиони години, кога почнала да се формира поради микроконтиненталните акреции на раниот Мозозоик, а потоа понатамошните геолошки епохи создавале релјеф според желбите на природата, украсувајќи ја почвата со различни височини и планински венци, чие формирање придонесува за судир на австралиската почва со Југоисточна Азија. Борнео не бил од секогаш остров, до крајот на последното ледено дома бил дел од азиското копно, а потоа покачувањето на морското ниво ги покорило планинските венци и Борнео бил отсечен од копното и формирал зелен остров, убавината на кој сега го делат 3 земји од Југоисточна Азија – Малезија, Брунеј и Индонезија. Започнува пријатна прошетка низ џунглата. Слушате звуци и следите траги.
Не можете да не бидете на штрек додека се движите низ џунглата, но не поради страв, туку поради желбата, спремни со камерата да ги снимите најубавите кадри во овие неверојатни шуми. Џунглата не носи понатаму и никако не остава рамнодушни. Наизменично се менуваат сонце, дожд и често топол, влажен ветер. Одлично време за да се дознае нешто повеќе за една од кој знае кога чувана посебна приказна за шарената историја, традиција, културата со која се ицкаени сите нивни фасцинантни обичаи и навики, кои се навистина оригинални, а некои од нив дури ја заледуваат крвта во вените. За британците во средината на 19-тиот век ибаните биле луѓе со мистериозно име, кои својата борба за слобода и независност во секоја смисла ја сваќале како опасен лов на глави. 2 века подоцна ибаните се традиционално модерни пријатели на светот, горди на успешната борба за независност во својата татковина. Од Кучинг, град во сојузната држава Саравак, до мочуриштата каде што живеат ибаните, возите низ пријатна средина со повремени застанувања на традиционалните пазари, каде покрај рачно изработените сувенири, купуваме и одредена храна од која ибаните подготвуваат вкусни специјалитети, според препораките на нашите домаќини. До ибаните стигнувате со дрвени чамци кои се плетат низ мочуришната вегетација. Цело време мислиме дека е дел од сценографија на некој сериозен филм, но не се работи за филм. Се работи за реалниот живот на луѓе кои до пред 100 години го мереле своето богатство и статус во општеството не со пари, но со број на основни черепи во камења и ловџиски експедиции на човечки глави. Ке признаете дека ова не звучи пријатно, но со појавата на искрени насмевки од членовите на племето, брзо го забораваме сето ова минато. Но кои се ибаните? Тие се најголемата група на луѓе во сојузната држава Саравак во Малезија и една од главните групи домородни луѓе во Брунеј. Тие зборуваат различни јазици, класифицирани како подгрупа на јазичното семејство Малајо-Дајак. Ибаните не запознаваат со нивниот начин на живот, нивните земјоделски активности со одгледување на пиперка, гума, какао, маслена палма и разни плодови и начинот на лов на диви животни во џунглата. Традиционално, ибаните ловат со поставување на стапици или со помош на дувалки. Имате можност да ги научите овие методи на лов, кои се важни за живење во оваа средина. Долгите куќи во кои живеат ибаните се прилично слични на нашите соженици, карактеристични за куќи или населби во поплавени или мочурливи области, или на плитки покрај бреговите на реките, езерата или морето. Колку е ново сето ова за вас? Навистина, искуство стекнато овде е тешко да се пренесе со зборови и слики. Духот на џунглата на Борнео се крие во незината богата природа и посетителите кои со љубов се здружуваат со неа. Единствено времето поминато во прекрасната џунгла е едно прекрасно друштво на шумски суштества, е како најубавиот детски сон во кој се докажуваат сите оние цртани ликови од детството, во чии авантури им се восхитувавме. Се уште постојат некаде на Борнео и лебдат во Тихиот океан. Дали сте за една ваква нова и необична авантура? Тоа беше се за денешното 30-минутно дружење со нас и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме точно за 7 дена, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.